Владата најави промотивна и информативна кампања во пресрет на референдумот на 30 септември за прашањето дали сте за членство во НАТО и ЕУ со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Одлуката за кампањата за споделување информации од јавен интерес за граѓаните гласачите на Република Македонија околу содржината на договорот со Грција, придобивките од интеграцијата на Република Македонија во НАТО и ЕУ и планот по кој земјата ќе се движи кон алијансата и кон унијата, владата ја донесе на вчерашната 83-та седница. Владиниот портпарол Муамед Хоџа на пресконференција рече дека за 3 дена од денеска министерствата и другите органи од државната управа ќе мора да му дадат информации на Министерството за финансии колку средства имаат на располагање за владината кампања за референдумот, но владата ќе ја води кампањата транспарентно. Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлука која беше објавена и пратена до сите медиуми за спроведување на кампања за референдумот. Со заклучок посебен, сите институции, значи министерства и органи од државната управа, треба во рокот на 3 дена до Министерството за финансии да пратат податоци за средствата кои ги имат располагање и што може да се користат. После тие информации, после таа обврска што го имат институциите до Министерство за финансии, владата ќе подготви план и програма за спроведување на целата кампања и од тоа ќе имаме и колку ќе кошта целата кампања. Истовремено сакам да потенцирам дека ќе се земат во предвид сите прописи од законот за референдум. Сите граѓани на Република Македонија ќе ги информираме, интензивно информирање во врски со придобивките од договорот со Грција. Успешниот референдум значи отварање на патот на Македонија кон Европска унија и НАТО. Бидејќи со успешен референдум Македонија ќе ги почне преговорите за членство во Европска унија и истовремено ќе биде членка на алијансата. Кампањата, како што информираат од владината прес-служба, ќе се води согласно стандардите за јавни комуникации од интерес на јавноста и тоа релевантност, објективно и информативно комуницирање, непартиски комуникации како и пропорционалност и рационалност.